Здраво, ова е 291-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денешниот репертоар е Passages од Ira Sachs, во кој станува збор за Томас и Мартин, глумени од Франц Роговски и Бен Уиншоу, кои се во брачна заедница која е ставена на тест во мигот кога Томас ќе се сретне со Агате, глумена од Адел Екзархопулос, на прославата по премиерата на неговиот филм, започнувајќи љубовна афера со неа, иницирајќи превирања кои ќе бидат на товар на бракот и иницијално ќе воспостави несакани корелации со пошироките кружоци во кои екзистираат учесниците, невозможувајќи го функционирањето на љубовниот триаголник. Мислам дека режисерот Ајра мора да биде презадоволен што успеал да добие тројца исклучително способни млади актери кои не се плашат да ја излупат фасадната кожа на ликовите и направат засеци во кои може да ја изложат ранливоста на карактерите во сензитивниот филм. Има јасна диференцијација во поривите на ликовите, имено Агате сака конвенционален партнер, а Мартин не може повеќе да ги поднесе ескападите на својот партнер по завршувањето на филм, додека пак помеѓу нив се наоѓа Томас, лик за кој е својствено на прво место да ги стави неговите интереси и потреби, а потоа на партнерите со кои ги образува љубовните врски, и во кратки црти ова е поставката на именителите на дисфункционалноста на непрагматичниот љубовен триаголник. Без разлика на бисексуалните нагони на Томас, не може да се измисли сеопфатно решение кое ќе ги задоволи сите учесници во триаголникот, затоа што не е повлечена линијата помеѓу Агате и Мартин, кои не се согласни на Томасовата солипсистичка демагогија, па ако сака да биде по негово, занемарувајќи ги другите во разнокракиот триаголник помеѓу Франција, Британија и Германија, ќе си остане сам. Не верувам дека Агате е подготвена за живот во кој Томас ќе има секс со Мартин додека го чека таа дома. Ако на овој начин се однесува Томас со саканите, не сакам да знам како изгледаат неговите филмови, штом авторот е подол, надмен и безобзирен. Сигурно има нешто македонско во него, штом постојано сака да се снајде во животот, изигрувајќи ги блиските за своја корист. Мартин многу добро му го знае табиетот на Томас, а Томас е свесен дека е отворена книга за него, можеби затоа и сака да најде возбуда со друг лик, кај што ќе има доза на мистерија и откритие, можеби, не знам, не сум во главата на Томас, само проектирам. Ликовите на Бен и Адел го трпат однесувањето на ликот на Роговски и во Тивкост и Молк се каат што му ги допуштаат ескападите, штом не се подготвени да живеат во љубовниот триаголник, во кој не им е доволно да го дела вниманието на партнерот, кој пак е автодеструктивен, самобендисен егоист, желен за секое можно внимание и не размислува на последиците од неговите одлуки, додека не се сломи на подот, но тогаш е предоцна реагира затоа што сите врати ќе му бидат затворени пред лице, за што говори прекрасно стилизираниот епилог во кој Томас е давеник во море од очај, по кој ќе се памти филмот. Косценариста на филмот е постојаниот соработник на режисерот Маурицио Закаријас, со кој мислам дека овој пат не само што имаат напишано ликови кои се сродни до човечката природа, тие имаат наметнато конфликтни ситуации кои ќе ја тестираат подготвеноста на ликовите да се носат со однесувањето на ликот на Роговски, туку и да се запрашаат кои се нивните потреби и стремежи и дали може тој да ги задоволи со неговата немарност и своеволие. Поради дисфункционалноста и ароганцијата на антагонистичкиот носител на филмот, многу ми е сроден со филмот A Fire на Петзолт. Доколку не грешам, ова е првата соработка на режисерот Ајра со директорката на фотографија на филмовите на Бунело, односно Жозе Деје, која знае дека со овој филм се обидува Ајра да се доближи на визуелен план до естетиката на филмовите на Ерих Ромер, Жан Евсташ и Оливие Есеес, посебно во продорот на природното светло во белината на интериерите преку ден, кај што се демонстрира страста на дело во љубовниот триаголник, давајќи ја потребната ретровизура на овие херметички светови на интимата. Минимални се движењата на поставеноста на нејзиниот објектив, за да ги зароби ликовите во рамките на кадарот, освен во трекинг кадрите во кои ќе сака ликот на Роговски да избега од себе си со велосипедот, но тоа емоционално бегство нема да му биде овозможено. Секој од ликовите се бори да се позиционира во средишнето на кадарот, но со добивањето на вниманието се добива и на одговорност со која не баш секој може да се носи.
монтажерката Софи Рейне има конструирано целовите 90-минутна структура во која Тома скока од животот со партнерката и со партнерот, како што милува, па на тој начин се дава потребната динамика која ќе доведе до нужната колизија и пад на истите ликови. Ајра цели на доловување на своевиден натурализам во соодносот помеѓу ликовите до тој степен што ја занемарува потребата од удел на музиката, посебно во еротските сцени, за да може да се прикаже емоционалното соголување на ликовите без употреба на звучно засилување, што се разбира дека е алатка која Ајра свесно ја избегнува од употреба, чин кој според мене го осиромашува погледнатото, бидејќи може да изрази премолчени емоции на едно друго рамниште, но Ајро најдобро си знае на што цели. Американскиот режисер Ајра Сакс има долговечна филмска кариера, гравитирајќи околу американската независна кинематографија, секогаш држејќи се до мали и средни буџети, фокусирајќи се на конфликтите кои се раѓаат помеѓу ликови во заедниците во мелодрамите, филмови кои ретко и се прикажани на нашите фестивали, ниту пак на ретроспективи. Кариерата ја започна со првиот долг во 1991 година, Водервил, за патувачката трупа на ЛГБТ перформери и нивната затекнатост во социополитичкиот контекст. Расната компонента помеѓу белиот и црниот тинејџер, како и проблемите на миграцијата во рамките на ЛГБТ заедницата, се составен дел од долгиот филм The Delta од 1996 година, прикажан на Sundance и номиниран за Gotham Spirit, награден на Отвест. Истата година го сними и едночасовниот Boy Girl. На Sundance победува во 2005 година со уште една приказна за љубов, која вклучува мигрантка во случајот на 40 Shades of Blue. Жената мигрира од Русија во Мемфис, која се наоѓа во љубовен триаголник на славната поранешна рок-н-рол звезда и неговиот син. Наредната семејна мелодрама е филмот Married Life од 2007 година, ситуиран во 40-тите години на САД, каде неверниот сопруг радо би ја убил сопругата отколку да го одобри разводот. 2010-тите ги започна со филмот Keep the Lights On, во кој може да ги погледнеме предизвиците на геј врската помеѓу режисерот и адвокатот, награден со Теди на Берлинале во 2012 година. 2 години подоцна го режира Love is Strange со Џон Литгоу и Алфред Молина, кои глумат ликови кои се во брачна заедница, од кои едниот добива отказ и мораат да живеат одвоено кај пријатели, додека него продадат имот и најдат поевтино сместување, прикажан на Берлинале и Сан Себастијан, и како и останатите филмови на Ајра е номиниран за Gotham Spirit, со надеж дека ќе комплетира трилогија за филмови за потрага по љубов во Њу Јорк. Во 2016 година го режира Little Man, во кој пријателството на двајца тинејџери е загрозено од односот на нивните родители, односно едниот е собственик на зграда во која се наоѓа продавница на другиот, во која не може да се договора за киријата. Филм кој беше прикажан на Берлинале, ама поретко доаѓа до награди со филмовите Ајра по претходниот успех. Последниот негов филм кој го погледна беше Френки од 2019 година, единствениот кој беше актуелен за да го рецензирам во видеологија, но не го селектирав токму поради меандрирачкиот однос на одликовите и немањето на острина во разработката на проблемите кои се наметнуваат во летувањето на ликовите во Португалија, кој глума Бренон Глисон и Изабел Лупер, острина која беше присутна во неговите први филмови, која отсуствува во неговите последни филм, кој несомнено дека има завидни еснавски квалитети да биде селектиран на Канскиот филмски фестивал, но како и останатите нема доволно смелост да биде награден поради тој исчекор. Добивам впечаток дека можеби филмовите за разобличување на површниот идеал на трудите семејства или пак дисекција на ЛГБТ врските најавтентично се изразува Ајра и затоа се наградени тие остварувања на фестивалите, затоа што се и најквалитетни. Морам да напоменам дека и меѓувремено снима и кратки филмови во својата кариера помеѓу долгите, како што се Играниот леди, документарниот Last Address, како и неговите филмови кои се составен дел од омнибусите Underground Zero и 30 Vision 3 Decades of Strand Releasing. Жално е што треба да посочам дека квир филмовите во 21. век бараат неинхибирана публика која има помалку предрасуди за ЛГБТ заедницата, за да може да го суди делото според филмските естетски квалитети, наместо безпредметно да се лишува од гледачкото искуство поради изборот на љубовта која се прикажува. Љубов е љубов без разлика во кој облик е прикажана, кај возрастни индивидуи кои наводно знаат или не знаат што сакаат во животот, како во случајот со филмот. Ако го суде Френки за немање заби, новиот филм е трансгресивен сам по себе,
со неговиот директен интимистички приказ на фаличностите на ликовите, ги добива сите пофалби од моја страна и ако продолжи да снима вакви храбри филмови, ќе си го најде своето место во видеологија. Пак, прашањето на Волја е колку гледачот сака да биде затворен во становите со овие ликови од неуспешната бисексуална врска, во која многу лесно е да може да се препознае секој гледач со карактеристиките на однесувањето на ликовите со кои ќе се поистовети. Прашањето е дали сака. Филмот, како и останатите филмови на Ајра, започнува годината со премиера на Санденс, а потоа се прикажува на Белинале, што е отворен прозорец за промовирање на творбата, модел кој функционира со години за Ајра, а потоа се прикажува во Истанбул, Буенос Ајрес, Сиднеј, Карлови Вари, Ерусалим, а од Фест Солун и беше награден на Атлантида фестивалот во Шпанија. Стриминг компанијата на инди филмови Mubi го дистрибуира филмот, кој се соочија со оби за цензура на делото, добивајќи ја излишната ознака NC-17, само за тоа што има приказ на љубовна сцена во квир врска, со која не беше согласен режисерот и дојдоа до одлуката да не им дозволат да го имаат последниот збор цензорите, за кој експлицитно делува истополова љубовна врска, па децидно одлучија да го пуштат филмот во киносалите во нецензурираната верзија, па кој од нив се нафати да го пушти филмот нека го пушти, удејќи на ризикот на лишување од финансиска добивка, заработувајќи само $1,000,000 во светски рамки, но остана непоткуплива авторската визија со интегритет и достоинство да се прикаже филмот во целост како што е замислен и конзистентно монтиран. Филм за незадоволни ликови од партнерот во љубовниот триаголник, кои сакаат да излезат од него затоа што нивните потреби не се задоволени во него. Заслуги за незадоволството треба да преземе еден само бендисан лик кој сака да жонглира паралелни животи, не водејќи грижа за повредите кои ги нанесува на неговите партнери од жонглирањето. Во Јас нема место за ние. Ако морам да го евалуирам, тогаш Passages од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 291-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!